Длабоки и офансивни минусни температури ќе имаме во наредните денови, најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Се уште температурите ќе бидат релативно високи, меѓутоа во текот на ноќта кон недела, поради спуштање на уште постудена воздушна маса од север, врнежите ќе преминуваат во снег и во пониските места. Тоа значи наопаѓање на температурата во наредните денови, така што особено ниски температури, како што рековте, чекуваме во почетокот на следната седмица, кога утринските температури ќе се спуштат и под минус 10 степени, а додека и дневните на повеќе места ќе се завршат под нулата. Веројатно утрата и деновите што престојат ќе бидат најстудени досега. Што е наопасно за човекот при ниски температури? Луѓето треба да се пазат да не добијат промрзнатини, со тоа што треба добро да се облекуваат, најдобро од природни волнени материјали, да ги заштитат крајните делови, ушите, главата, носот, рацете, стапалата од премрзнување, да не излегуваат од премногу загреани во надворешни услови, заради тоа што таа температурна голема разлика некогаш телото, посебно кај постари и хронично болни пациенти, не може да се прилагоди. Дали поларниот бран негативно ќе се одржи на сточниот фонд? Колку и да фане, било е студено секогаш и до минус 15, не и 10. А кај нас нема да фане минус 10 сигурно. Не е ништо проблем. Ако има храна доволно, нема никој проблем. Лошо, при екстремно ниски температури може да поменат оранжериските култури, но и посевите, додека овошките се издржливи, тврдат земјоделците. Ако дојдат до вакви нагли промени, до ниски температури, тогаш мислам дека сите оние сега ќе им се зголеми цената на чинење, бидејќи мора да одржуваат температура, дали се работи за мазут, дали за нафта. Мислам сите оние што ќе успеат да ја одржуваат температурата, ќе имат и производство. А евидентно е дека сите оние што на овој начин ќе ги одедуваат своите култури, ќе им се зголеми трошокот на цената на чинење. Може да се појави проблем, значи кај тие производски култури како што житариците, пошто не имаме отсуство, значи на снежна покривка, снежен покривач. Значи, апсолутно во овој временски период нема да имаме никакви последици поради ниските температури што се најавуваат во периодот што следува, од причина што овошките сега се во фаза на мирување, така да апсолутно нема значи никакви штети. Ќе кажеме само дека е болкото издржува до минус 25. Дали граѓаните се плашат од ниски температури и како ќе се заштитат? Дали се плашите од лом? Не. Не. Јас сакам поладно или го топло. А како се заштитувате од лом? Со огин. Не бе облечена. Не, облечен сум го ладничко е. Дома, пензионер си, околу спорт. На шо? Имаме на палети и унака на дрва. Не, облечам се добро и уживам. Не се плаш. Од жешкото се плаш. Те облечена сум за копчара, а дома со чајче, лимонче. На шо се греш? На струја, па види, кај нас ако дојде да запалиме огин, треба лисици да фаќаме. Не. Мажиште сам, какој се плашам. Гледаш и Добре, и како се заштитуваш од лом? така бе, одам нагор, надлед, кога отидам дома, греем на дрва. Најавениот студ проблеми може да донеси и во водоснабдувањето, особено ако не се заштитат водомерите, зашто од јавното претпријатие ИСАР порачуваат. Постои ризик од замрзнување и оштетување на водомерите, поради што ги повикуваме граѓаните соодветно да ги заштитат, за да се избегнат пречки во водоснабдувањето, но и од вонредни трошоци. Апелираат од јавното претпријатие ИСАР Штип.